И време е за оброкот на денот. Секако во студиото на Телма, доколку не го гледавте фуршпанот, веќе знаете дека не чека Антонио Ивановски. Тој е вистински шеф во кујна. Она што јас можам да го кажам е дека одлични искуства имавме со двајца кои што беа нели од цела оваа групација, да речеме, нели на Хотел Парк, така е. Антонио, добре ни дојде. Да. Кажавме дека ќе имаме мокина, така? Да, мојна пауер салата. Така е. Да, да ни наближуваат нели ние топли денови, па да дадеме нели мала идеја за тоа како можат нели да. Да. Сега кажете ни само од каде доаѓате точно, за да не би да јас да сгрешам нешто. Така, значи Брикит. Брикит. Во склоп на Nextdoor хотелот. Сушеф. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Да. Од кога? Па, Со љубов кон кујна? Години сум таму. Не, за таму добро, ама пред тоа, како почна целата приказна ваша на Антонио околу љубовта кон готвењето? Тоа спонтано доаѓа. Спонтано? Спонтано доаѓа, кој ќе свати дека усари премногу креативна работа, дека треба нели малце машта да се употреби едно друго, да дојде до оној финален производ. Станува интересно. Станува интересно. Станува интересно. Да. Не е секогаш баш забавно заради тоа што мора никогаш да се забрза така целиот процес, да речеме, кога треба да се кога професионално работиме, тогаш тука више настанува еден мал хаос, понекогаш, не секогаш, нели? Али добро организирани сме, така да. Во форум околу 28. Кај вас колку има? Колку сте во кујна? Малце помалку. Помалку се, али бројката е до кај 20 особи сме. 20. Кујна кај што работиме, да, нели, нормално во 2 смени. Така е. Кај што припремаме све за нели групи што доаѓаат во хотелот. Како одеше вашето одење, да речеме, дојдовте како што? Прво што бевте или дојдовте како? Не, ја веќе дојдов како готвач. Како готвач, добро. Да, дојдов како готвач. Нели нормално таму треба период нели време како и сега дека нели да видат со кого си имаат работа и како си. Добро, кога го открија вашиот талент или можноста да бидете како шеф? Не, тоа веднаш се гледа. Веднаш се гледа, така? Веднаш се гледа дали некој има хват за тоа или нема, нели што викат да се кажам. И не знам, после некој одредено време, веќе не знам ја колку време. Да. Задоволни сте од се она што значи искуство, па дури и заработувачка, заради тоа што Македонија некако во последно време околу готвачите, пекари, така натаму, тоа ни се луѓе кои што имаат занаат во рацете, а никако ни бегаат. Дали имаме нешто, еве и хотелиерите и така, ја научија ли лекцијата дека треба да се плати она што злато вреди, а тоа се вештите раце на овие мајстори? Да, конкретно за кај мене нели со хотелот Парк и Nextdoor. Да. Веќе значи се осеќа тоа колку нас не ценат и не почитуваат нели како работници, како не само како шефови нели, тука имаме и други колеги кои се салатери, кои се едно друго. Се. Кои што навистина ние сме задоволни. Меѓутоа ако искочиме нели малце по далеку низ овие малски, да речам, кафани, веќе тука се појавува еден такав проблем. Проблем, така. И заради тоа и луѓето бегаат, така? Да, секој бара никаква можност за поголема заработувачка. Да, апсолутно. Така е. Ајде оваа мукинава салата. Овдека колеги ви сите искоментиравме дека ќе ни одеше, ама утро е, па ајде да не биде со ракијичка, така? Да, многу е рано. И иако можеби оние кои што ќе ја подготват дома, можеби да си приуштат и такво нешто, така? Може. Сега вака, оваа салата што ќе приготвиме денеска, таа ни доаѓа од менито на фитнес центарот наш. Што нашиот фитнес центар има изработено мени, нели со оние што се дневни менија, неделни како? Не, тоа си е едно хелти мени. Така. Кај што сите оние кои вежбаат во салата кај нас, може си го нарачаат, кои ние во Брикит го приготвуваме за нив. Значи, да речем, поголемиот дел од храната од тоа мени го изработуваме ние, додека во самиот фитнес центар се изработуваат оние смуди, кои што се нели шејкови, така натаму. Шејкови, да, чија пудинзи. Така е. Барчиња здрави што се нешто што изработуваат они, да. Така е, да. Поделена ни е малце работата. Супер. Што си ни треба, Антонио? Ајде да кажеме. За оваа салата ни треба ајсберг, марула, свежа пченка, шери домат, краставица, јајца. Мудар патличан тоа? Кој? Тоа, тоа се печурки шампиньони, да. Мизаличија на скара правени, да. И овдека имаме една веге плескавица која основата е нели компир, меѓутоа се другото е зеленчук во нејзе. Зеленчук. Да. Кај што нема брашно, нема, значи буквално здраво. Добро, да им кажеме само може кусо рецепт некаков на луѓето што не гледаат, компир и што треба да се компир зеленчук, каков зеленчук? Компир и зеленчук, што се прави, се рента компирот? Зависно, компирот се пасира. Се пасира. Значи го варите, го пасирате? Да. Добро. Се прави нели во облик
и големина каква Добро, каква сте имате саката? желба, да. Се става внатре што и од она да јадете од зеленчуци. Аха. Претходно нели малце барем Обарени. Обарени, да. Се сицкаат се прават или тие се пасираат? Што прават? Не, тие ги Се сецкаме сецкаш, сите, да, добро. ги мешаме, правиме на смеса, формираме нели големина на прескавицата и И ги се печеме. пече. Добро, Да. супер. Добро, тоа е тоа и авокадо. Не кажавме или го кажавме? Го кажавме авокадото. Авокадото. И имаме тука еден зелен сос кој што го изработуваме ние во брик. Тоа е исто со мајчина душица, ладно цедено маслиново масло и лимон. Супер. Да. Вие спремни ептен? Да. За рецепта. Да, мора да бидеме нели Мора да бидеме експедитивни. Да. Многу голем број на гости, така е, да, многу луѓе нели денеска во студиото на Телма во утринско шоу. Ајде да почнеме сега. Вика е ред да. Оваа салата е интересна тоа што интересно изгледа на крајот затоа што ја редиме само, нели? Ја редиме само. Само ја Значи редиме. јас можам да направам, Може. пошто ви кажав дека ако ви треба помош, јас сум само во делот ако имате многу садови, Да се измијат. да се измијат. Толку ме била. Ако има кој да прави, тоа е доволно. Значи ставаме Значи редиме. Да. Добра. Сега ставаме нели марулата и ваквото. Добра. Ајсбергот ставаме претходно нели на скара направени печурки. Супер. Чурки. Как ви треба да се как пожелба? По желба може По да желба. се испржени, може да се испечени, може да се Добро. било како. Одлично. Да. Ставаме малце пченка. Одлично. Добро. Така. Како ви изгледаат смените? Смените се од 8 до 4, од 4 до 12 часот. Но мора да се дојде порано, веројатно, така? Да, мора Заради пола тоа сат што да се направи- така, нели, заради тоа што од 8 веројатно е почеток на нешто што значи оброк, така? Прва смена генерално се бави со припрема, нели, за цел ден што ќе ни така треба. е, да. Ние обично не оставаме нешто неискористено, па ајде сутра ќе го ставиме, не, тоа нема кај нас, мора да биде све свежо и се подготвува нели од ден за ден, тој да. ден, така е, да. Гледаме да ги избегнеме тие. Да. Може ли во кујна да се знае кој колку ќе побара, па никогаш да не Нема недостига, нема правило, Нема нели? правило, никогаш Секој нема ден е правило. различен, веројатно. Да, тоа е најголемиот проблем Да, нели, со сите да, во кујна да. што работат. Така Затоа е. што там ќе речеш понеделник нема да има работа. Да, таман ке речеш и И понеделник е најголемата гужва што може да биде у ресторанот. Нема правила, затоа мора да бидеме секогаш спремни. што се прави во кујна кога има гужва, Антонио? Се вика? Се вика. Аха. Се вика да те слушнат сите, да не те да слушнат сите. Така се вика. Не ви игнорирам, не? Така се вика, меѓутоа, знаеш кога сме убаво организирани, Аха, секој си ја знае својата работа. така е. Значи, кој искочи маркер, кој ќе го прочиташ што треба сега да се направи, веќе немаш потреба нели да ги гледаш или да ги исконтролираш до Да. кај зашто се, пошто они веќе си ја знаат работата. Така е, да. И си тече работата така. Супер. Каков сте како шеф, како шеф? Па сега тоа треба ги прашаме колегите, али Добро, вие како, нели, са велиш, нели, Не, дојдов другарски сме расположени дојдов сите. како готвач, така е, Да. го знаете процесот и сте биле никогаш и вие со некој кој што бил шеф, Така, или над вас апсолутно, и да. знаете веројатно како треба или како би сакале некој како шеф да се однесува со вас. Нели учиме од Така, тоа учиме што од било- сопственото така. искуство, да. Ама никогаш знаеме да се заборавиме кога ќе бидеме на некоја поодговорна. А? Сето тоа сигурно си одговорноста само Така со е, себе. да, Нели да, кога да. веќе имате многу работа, Аха. а малце се нели колегите можеби малце поопуштени, тогаш нели ќе мора да се не да се викне никој случај, Така ние сме е. таму кој една фамилија, јас што кажувам, повеќе време поминувам со колегите него дома со Дома, моите. така е, да. Ајде да убрзаме ми вила заради Ајде, тоа што имаме одма. уште еден разговор. Ајде одма. Готово. Значи, редиме, ставаме Антонио. све ова. Мокнава салата. Да, ваква прачи има дома сите домаќинки. Супер. Еј, да, ова ми апаратче стварно многу Да, добро сите познато. го имат, е. а многу Супер. добро изгледа нели Така за да За да декорираме. декорираме некоја салата со јајца. Значи, редите по желба? Редите по желба, да, така како е. сакате. Сега ние си имаме на пример концепт таму како треба да изгледа салата, да сите исто како да вие даваат, сте ја нели? направиле еднаш и ви Да. се бендисала, ама сега тоа са нашите домакини и домакинки кои што ќе си Да. создадат свој Тоа ставаме парче краставица нели за поготово за летно време и така убаво доаѓа. да. Добро, дома готвите или? Готвиме. Да? Да, очекував дека ќе ме прашаш Па тоа. да, и па стварно, нели ти Да. доаѓа преку глава да готвиш Па- цел ден и кога ќе дојдеш дома пак да готвиш? Пак да готвиш, да. Не, сега го си го работам со љубов, сега го си го работам нели со Со љубов. Да.
и не ми представува проблем, например, и за гости, за дома, за домашните да Така направиш е. нешто, не. Да, супер. И сега уште што? Тоа е тоа. Сосот го оставаме секогаш на страна затоа што, нели, кој желба кој колку сака си стаи, дури оваа Аха, салата. значи од озгора може или може и да Да, се... од згора да си стаи, ама поради тоа што нели има и плескавица и пржени и вакви, многу често и него ни ставаат сосот, али Нека стои сам. Нека стои, да. Добро е. Антонио, мокнава салата, ни недостасува нешто што се вика добра домашна ракија. Таа е жолта Ама за ладна. сите жолта ладна, така е. Антонио, ви благодарам Благодарам за на ова вас. споделено искуство. Секако тука сте како соработници на Телман или пријатели да ни дојдете повторно со некој нов рецепт. Ајде. Да. Секој време. Сега во интерес на времето, вака изгледа оваа салата, мислам дека е интересен рецепт, како вели Антонио, за овие летни и пролетни денови. Затоа нели можете да погледнете повторно на нашиот YouTube канал, а сега имаме време малку одмор со реклами, а потоа Марче има уште еден гостин до крајот на утринско шоу.